Ете така, слушнавте малку музика. Музичката номера беше од Патот до звездите, од Кристијан Демјански. А ова утро имам тројца момци овде во студиото со мене, тројца финалисти од талент шоуто Патот до звездите. Тие се изборија за својот успех. Овдека ова утро ни пристигна од различни делови од Македонија. Проба и Стаса беа навистина доследни точно на време, како што им кажавме. И ова утро, можам да кажам, убаво се чувствувам во вака младо и убаво друштво. Веднаш до мене да се ги представам младите финалисти, Кристијан Демјански, Илија Цикарски и Иван Стефановски. Дечки, добро ви утро. И добро ни дојдовте во утринската програма. Јас ви благодарам вака што станавте рано ова утро. Сабота, можеби вие сте млади и сигурно се излегувате, некои од вас имаат и настапи. Сега прашањата ќе ги поставувам за сите, вие како сакате одговарајте ми. Што за вас значи влезот во финале? Финалето, само да кажеме дека ќе биде во недела на 16 јули во Штип ке се случува и се гласа со СМС, така. Пораките од публиката ќе го одредат и победникот. Што за вас лично значи влезот во финале? Кристијан? Па, искрено за мене би било големо задоволство да стекнам некоја популарност од шоуто Патот до звездите и би представувало едно искрено големо задоволство ако стигнам до некој врв. Илија? Па, исто и за мене секако ќе биде голем чекор во мојата кариера. Се надевам музичка кариера понатаму. Да се надеваме на голем успех, започнат од Патот до звездите. Понатака ќе видиме што ќе се дешава. Иван? Па, тоа е за нас голем успех. Мислам дека и влезот во финале тоа е голем успех за нас, како сите такмичари што сме стигнати до финале, тоа е голем успех. Многу за нас, мислам и не препознаваат и луѓето и стануваме малце попопуларни сега. Секако. И мислам дека тоа сакав и да ве прашам следно. И ни донесе голем плюс ова шоу. Така. Значи, бројот на обожаватели, на фанови веќе се зголемува. Ве препознаваат, предпоставувам и на улица. Ви годили тоа? Ви годили популарноста? Можете ли да се носите со популарноста? Па, искрено годи. Така. Дали настапувате веќе? Дали имате веќе можеби свој бенд, места каде што можат фановите, гледачите, обожавателите да ве следат? Дали е тоа за викенд, дали е преку недела? Еве кој како сака нека одговара. Јас настапувам со мојот бенд веќе 7 години. Браво. Да. Каде? Највеќе настапуваме во источниот предел на Македонија. Често патуваме за Бугарија исто, во Србија. Репертоарот на песните? Па, во зависност дали ќе биде кафана, дали ќе биде дискотека, кафич, свадба и така. Значи буквално пееш се и народно и забавно. Да. Така. Илија? И јас исто така започнав пред една година да настапувам јавно. Ќе го искористам овој момент да го поздравам мојот бенд, маестро Бране Коловски и Жаклина Узунова. Каде настапувате? Па, повеќе во Берово, Делчево, во источниот дел По на ресторани Македонија. и по дискотеки, така, во клуб. По ресторани. Иван? Јас не настапувам, немам бенд, се надевам дека во иднина ќе Значи биде и тоа. имаш. Да. Така еве Патот до звездите ќе ти го овозможи тоа. Ајде сега би ја замолила режијата, бидејќи слушнавме музичката номера од Кристијан, да ја слушнеме сега следната музичка номера на Илија Цикарски, да видиме како тој се представи во шоуто Патот до звездите. Еде мисла имаме, еде живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Две музики свират шалги, една весела, другата говна. Ајде сонце,
Со синџири да ме врзат, сите алки ке ги скинам. Уште еднаш рано моја, уште еднаш да те милувам. Ете, тоа беше настапот на Илија Цикарски. Илија, слушнавме само народно. Народно, да. Пееш исклучиво народно или има нешто и забавно кај те во твојот репертоар? Мојот глас мислам дека припаѓа на народната музика, али во зависност пример по ресторани не е проблем, можам и забавно И да забавно. пеам, да. Ако има таква Да, желба, желба, такво барање од публиката. Да, нормално. Иван, сакам да ве прашам сега повторно сите тројца, ама сега ќе почнеме од Иван. Колку труд, колку вежбање е потребно за еден ваков успех? Бидејќи на вистина не е малку да се стаса во финале. Дали сте вие музички образовани и дали вежбате со некој професор, наставник по музика? Па музички труд е многу Така. имаме вложено, да, јас по влегување во студио, вежбање со професионалци, немам завршено музичко, ама со професори имам одено преку 4-5 години во музичко така школа, мислам, ама не средно, и мислам дека трудот веќе пополека се исплача што го имам вложено, да. Вака за секој труд, било каков труд, За секој успех? за секој успех Потребно е труд. Потребно е труд, без разлика дали ќе биде пеење или било каква работа, мора да вложиш труд за да биде нешто. Па јас лично немам исто така завршено музичка школа немам, ама се трудам со професор, сепак некој да те воведе во музиката, Да. така бидејќи не се стигнува туку така до не финале, работа така? до финале да се стигне, вежбам со професори, со колеги Така. и така. Кристијан, имаш музичко Да, образование? имам завршено во средното музичко училиште во Штип. Исто така, таму сум и на факултет, веќе трета година. Па оцек? Теоретичар, да. Теорија на музика. Теорија на музика. Според мене 99% е работа, Така. што се однесува во музички план, 1% е талент. Јас соработувам со професори кои што ми се од Штип, со моите колеги заедно вежбаме. Меѓутоа, посебно за пеењето треба искрено да се вложи труд, вежбање секој ден, Така, вежбање, Барем вежбање по и по 5-6 колку сати. часа дневно? барем по 5 сати. Така. Да. Имав јас пред малку минатата недела гости математичар, истото го кажа Да. дека малку е талент, а она што е највеќе е навистина Преостанува вежбање и само вежбање, Да. за да успехот тогаш е неминовен. Патот до звездите, кажавте дека имате сега веќе многу обожаватели, многу повеќе фанови. Кои се вашите идни планови што по патот на звездите? Што понатаму? Продолжувате со вашата Кристијан сигурно, ти Да. сигурно сите тројца, меѓутоа Кристијан ќе го прашам бидејќи тој веќе и учи, студира веќе на теорија на музика на факултетот по музичко. Па, вака, моите планови после Пат до звездите, ако дојдам до уште поголем успех, ќе биде снимање на песни, снимање на албуми, затоа што сега уште немам. Имаш ли веќе можеби во план некои автори? Се уште немам. Да заврши шоуто Пат до звездите, па ќе видам што понатаму. Така. Исто така и јас планирам да снимам спотови и песни после успехот во финале што е Патот до звездите. Па ќе видим понатака. Иван? Исто и јас планирам да снимам нова песна после Патот од звездите, во план сум, со спот исто така. Каква песна? Народна или забавна? Народна. Народна. Сум повеќе по народното. Сите? Па добро, сите сме повеќе по Сите народно. повеќе. Да. А што се бара повеќе по клубовите, по рестораните, кафичите каде што настапувате? Народно или забавно? Народно, јас Сите некако мислам народно, така? да. Народно. И- Претежно македонска традиционална музика ја обожаваат. така. Да. Добро, дали очекувате влез во финале? Веќе сме во финале. Не во финале, дали очекувате да победите, се извинувам. Па, јас Секако, мислам нели? дека ќе се сложиме сите Така. дека очекуваме, Секако меѓутоа секој од вас заслужува, нели? колегијалноста И секој- е на една страна, пријателството на друга страна. Секој од нас е победник,
така да Чие сме кажам. Вие стигнати до овде. веќе чим Сите штом сме стасавте до да, финале сите сте сме веќе победници. победници, да кажеме само четворица во финале има четворица машки, така и две Да. девојчиња Да. кои што се изборија за финале. Сепак да ги потсетиме нашите гледачи, ќе се случува на 16 во недела во Штип. Така. Точната локација се знае? Клуб Клик. Така. Тамо ќе има сега жири или како е предвидено? Да, ќе има Да. жири и публика исто таму што ќе биде присутна таму. Гласањето ќе биде и од жири, од публика присутна таму и од СМС пораки. Така. Имате ли можеби, бидејќи веќе сте вие искусни во ова шоу, имате ли можеби за крај некоја порака до сите оние млади кои што ве следат, доколку се подготвува втора сезона, дали да се пријават, дали да учествуваат, бидејќи вие кажавте имате придобивки, имате веќе и поголема популарност и секако за победникот претпоставувам, па и за сите вас ке следи понатаму нели и песна и со соработка со автори и повеќе настапи. Имате ли некој совет, некоја порака до сите млади кои што не гледаат? Јас би препорачал, ако има следна сезона на Пат до звездите, да се пријават што повеќе кандидати, затоа што мислам дека Пат до звездите ќе стане едно големо шоу во Македонија. Мислам дека до сега сме немале вакво шоу каде што може да се изразат повеќе таленти. Така. Па секој, според мене, секој што има талент за пеење, треба да се пријави следната сезона ако има уште и да покаже што знае. Вие имате убаво Да, искуство, така? Искуство има, да. Јас мислам дека секој што е талентиран и добро ја познал музиката, мислам дека е добро да се пријави и да ги докаже неговите познавања на музиката и да докаже колку знае и колку може. Така. Кристијан, Илија и Иван, јас ви благодарам тоа што ова утро бевте наши гости. Ви постакувам многу успех на сите тројца во финалето. Се гледаме значи во недела на 16 на програмата на Алфа телевизија. Ви постакувам многу успех и